Добар ден на сите. Добре дојдовте на денешнава средба која носи наслов "Има ли слобода во Македонија?" Ова е завршен настан во рамките на проектот "Од разбирање до одбрана", проект посветен на јакнењето на слободата на изразувањето и медиумските слободи, кој го спроведе Цивил Центар за слобода во изминатите 5 месеци. Ова е проект финансиран од Европската Унија преку програмата за мали грантови, наречена "Заштита на слободата на медиумите и слободата на изразување на Западен Балкан", спроведена од Сдруженијето на хрватските новинари, а тоа е дел од регионалниот проект "Регионална платформа на Западен Балкан за слобода на медиумите и безбедност на новинарите", кои го спроведуваат 6 регионални невладини организации, односно 6 невладини организации од Западен Балкан, односно националните здруженија на новинарите во тие земји. Меѓу нив се наоѓа, се разбира, и Сдруженијето на новинарите на Македонија, чиј представник, извршниот директор Драган Секуловски, го поканивме денеска да зборува прв на оваа средба, пошто јас би сакал да замолам за малку трпение да ја презентирам нашата анализа која произлезе од овој проект, но исто така и да ве поканам вие да го дадете завршниот збор во овој проект. Поточно, ова наша анализа која ќе ја презентираме денеска ќе биде само нацрт, бидејќи последните зборови сепак ќе ги дадат луѓето кои се присутни денеска овде. Во таа смисла благодарам Драган што дојде и повели, мислам дека имавме некоја илустрација за почеток да видиме, доколку е подготвена да ја видиме, а потоа и твоето излагање. Да, најпрво благодарност за поканата. Моето име е Драган Секуловски, извршен директор на Сдружение на новинари на Македонија. Јас би сакал само да дам контекст на кој што ние заедно ќе размислуваме, на глас и ќе дискутираме. Едно од темите која што нас сите не засега во последните 2 години, особено би рекол, е и насилството кон новинари и нападите кон новинари. Ова е тема која што ЗНМ со особен интерес ја третира. За жал во Македонија се уште постои регистар на над 55 напади на новинари. Само лани од тие 55 се случија 18. Од овие 55, ако ги поделиме во категории, најголем дел се физички напади на новинари, потоа уништување на нивниот имот, недвижен имот, движен имот, вербални закани, закани по животот на новинарите, закани по членови на семејството на новинарите, како и груби навреди изнесени од страна на јавни личности. ЗНМ 2,5 години интензивно работи со цел да крене свест пред се кај граѓаните дека напад на новинар во основа значи напад на демократијата во една земја. Ако еден новинар биде нападнат, останатите новинари се загрозени, а со тоа се предизвикува и цензура. Кај нас во Македонија, за жал, од тие 55 случаи што ние ги имаме регистрирано, а се однесуваат на последните 4 години, ниту еден се уште нема судска финална разрешница. Дел од тие случаи се во постапка. Имам информација дека тие 55 се пред надлежните судови во Скопје, а 10 се веќе истражени во целост од страна на Министерството за внатрешни работи. Но тоа што загрижува особено е што трендот на случувања или на ситуации кога има напад на новинари, за жал не прекинува и тој трае еве и во 2018 година. Кога зборувам за одговорноста на институциите, Џабер најави дека ова е проект што е поддржан од балканските здруженија, односно од Европската Унија која што го имплементираат балканските здруженија. Како еден позитивен пример за оваа година што можам да го истакнам е токму Хрватска. И сакам да спомнам 2 случаи, чисто за да направиме паралела со македонскиот контекст. Позади мене има едно видео, колегата ќе го пушти, се однесува на една ситуација, пред да го пуштиме само да дадам контекст што е ова. Значи, лани на 16 септември 2017 година екипата на проверено од Тела Нова во рамки на своја истражувачка приказна оди во Гарешница, помал град во Хрватска, каде што се обидува да сними прилог и да земе изјава од граѓаните од тој крај.
При обидот да го сторат тоа, се случува инцидент кој што ќе го проследите. Zbog jučerašnjeg fizičkog napada na našu ekipu emisije Konkretno na novinarku Emu Granicu i snimatelja Alana Novaka, policija u Garešnici privela je, ispitala pa pustila osumnjičenika. Tereti ga se za teško kazneno djelo prijetnje i nanošenja tjelesne ozljede, a slučaj policija proslijedila Općinskom državnom odvjetništvu. Tamo je u ovom trenucima u tijeku prvo saslušanje. Podsjetimo, Emu i Alana napali su prvo majka, pa Nenad Šajnović, brat Ivice Sušnjevića, zvanog Šepi, u kojem su već ranije radili prilogu o nizu prijevara. Napadnuti su dok su snimali izjavu svjedoka koji tvrde da su Sušnjevićeve žrtve. Колешката Ема Браница е таа што беше турната насилно и која што падна во каналот, а тоа го има сторено лицето Ненад Шајновиќ. Овој месец во судот во Хрватска на 5 март донесе судска пресуда каде што Ненад Шајновиќ поради овој злочин е казнет 7 месеци затвор за закана и дополнителни 9 месеци затвор за загрозување на физичкиот интегритет на новинарката Ема. Трајање 16 месеци. Да, или ефективни 16 месеци затвор. Ова е случај што е прилично ја вознемирува публиката, меѓутоа во Македонија за жал имаме уште поексплицитни случаи кои што дел од нив се и документирани со видео и аудио. Јас би сакал да подсетам на еден од ланската година што го сметаме барем во Сдруженијето новинари како еден од најексплицитните случаи што се случиле во последната година, се однесува на напад на новинари. Тоа се инцидентите од 27 април, каде што во самото собрание, кога имаше инцидент поголем, настрадаа негде околу 22-23 новинари, од кои што 20 од нив со посериозни физички телесни повреди, кои што потоа беа третирани во болница. За сите овие случаи има тековни судски постапки. Малку е и процесот спор, бидејќи се уште е заглавен во делот на истрага. Меѓутоа, тоа нас што не зачудува е како може за овој инцидент веќе да има првостепени пресуди. Знаеме дека една пратеничка поранешна сега министер за одбрана веќе го доби случајот каде што лицето што ја потегна за коса веќе и правосилно осуден на затвор, а во случајот каде што беа претепани 20 млади новинари и на 20 од нив им беа уништени материјалите за работа, камери, диктафони, микрофони и исто кон дел од нив поголем беа упатени сериозни закани по животот и по нивниот физички интегритет. За жал, органите на прогон се уште го истражуваат ова. Ова е еден од оние неколку примери што ги имаме, што на еден начин говори за двојниот аршин. Кога станува збор за некој висок функционер, правдата се задоволува многу често брзо, а кога станува збор за повреда на правата на новинарите, таа правда знае вие спора или пак за жал никогаш да не дојде. Примерот со хрватскиот случај ќе го приложиме и кон нашите јавни институции, значи обвинителството, судот кривичен и граѓански, но исто така и кон Министерството за внатрешни работи со цел да ги охрабриме и да му кажеме ако ваков инцидент што не велам дека не е сериозен споредувајќи го со на 27 април, се случило септември лани, правдата во Хрватска веќе за 6 месеци е на еден начин задоволена. Друг пример што сакам да го послушам, повторно доаѓа од Хрватска, може да се направи лесно паралела и со еден инцидент што се случи оваа недела во Македонија, се однесува на претседателот на ХНД, тоа е Хрватското здружение на новинари, каде што Саша Лековиќ, тоа е неговото име, можеби го знаете, претпоставам дека сте имале прилика да се запознаете, тој е популарен новинар на Балканскиот регион. Саша, оваа недела, односно на 13.3, од судот во Загреб има добиено пресуда каде што кон неговиот заканувач пресудата е 3 години условна казна затвор, односно една ефективна година затвор со преиначување 3 години условно, а лицето кое што е осудено се вика Иван Голубан, а Иван Голубан кон крајот на 2016 година му има упатено на мобилниот телефон на Саша Лековиќ 3 SMS пораки со кои што му се заканува по неговиот живот. Значи оваа недела Хрватскиот суд го има условно казнато 3 години затвор лицето кое што му има упатено закани по животот на новинарот и претседателот на ХНД Саша Лековиќ. Во Македонија оваа недела знаете што се случи.
на председателот на ЗНМ Насер Самани му беше упатена експлицитна закана по неговиот живот и по членовите на неговото семејство, почнувајќи од неговиот починат татко, мајка, деца, жена, дека тие ќе завршат на начин кој што не би требало да завршат. Таа потоа закана ескалираше и во јавноста преку некои медиуми. Заканата не беше само тоа, беше малку и поширока. Ние како ЗНМ не сакавме да не е начин ова иде во јавност, ниту пак да имаме осуда. Тоа беше одлука лична на Насер, бидејќи не сакавме да даеме значење на некој што го сметаме како локален насилник. Меѓутоа, во моментот кога високиот представник на слободата на изразување од Виена, наследникот на Дуњан Мијатовиќ, Харлем Дезир, имаше твит со кој што го осуди ова, тогаш неминовно медиумите ја пренесува целата приказна и следеа неколку активности. Последната активност што беше јавна, која што не е начин ја разбранува медиумската средина и беше главна вест во самите медиуми, беше оној протест кај што најголем дел од вас беа таму физички присутни, што се случи пред владата во Скопје пред 2 дена. Драго ми е да кажам, меѓутоа во исто време жал ми е да кажам искрено дека обвинителството отвори случај веднаш после тој протест. Значи моравме не е начин фигуративно кажано да им се качиме на глава на одговорните со цел да се вршат својата работа. Насер е поканен во понеделник на давање на исказ во основното јавно обвинителство како оштетена странка и со тоа ние барем сметаме дека не е начин отворена е постапка за овој последен инцидент што се случи кон напад на новинари. Тоа што сакам да го кажам е дека се обидуваме да ги анализираме овие работи на ист начин кој што ги анализираат нашите здруженија од целиот Балкан. Не велам дека во другите земји нема инциденти со новинари кога станува збор за нивната сигурност, меѓутоа ве уверувам дека Македонија е единствената земја во Балканскиот регион, а можеби и во Европа, каде што нема ниту една пресуда за говор на омраза. Тоа значи дека дури ни вербалното наследство или тролингот кај нас или пак уште поексплицитно говорот на омраза или не се третира како дело или пак не е начин обвинителството кај нас смета дека сите ние толку многу се сакаме што едноставно никој не се мрази, што е малку чудно за било која земја, мора да признаеме. И настрано од тоа Македонија за жал се уште нема пресуда конкретна за физички напад кон новинар. Се дека не е начин, не се прекина таа пракса на неказнивост, не можеме да разговараме за еден спокоен или пак нормален медиумски простор кај што ќе можат безбедно да работат новинарите. Знаете, ние можеме да разговараме за судската пракса, за клевета навреда, за реформите во медиумите, за законот за аудио и аудиовизуални медиумски услови, за МРТ, за регулаторот дали се ја врши својата работа, за социјалните права на новинарите, меѓутоа се додека имаме ситуација кај што новинарите се чувствуваат небезбедни во својот работен амбиент, а тоа е начисто улицата, а тоа е основното нешто што мора да го имаме загарантирано. Не можеме да се надеваме дека Македонија ќе биде на онија скалила по рангирање на Репортери без граници и Freedom House на некое место каде што нема да биде подалеку од јужноафриканските земји. Чудно е да се каже дека Македонија во 2008, да не бидам погрешно сватен, меѓутоа тоа е факт, на Репортери без граници беше 34-то место и беше најдобро рангираната земја во Балканскиот регион, за да после 5 години да паднеме на 123-то место, моментално мисля че сме на 116-то, 118-то. Значи, имавме ситуација каде што Македонија падна 90 места за неполни 5 години. Една од главните причини зашто тоа ни се случи како држава е токму необезбедувањето на новинарите и токму поради степенот на неказнивост кога станува збор за прекршување на правата на новинарите. Затоа, една од причините што мора да се смени таа пракса е да се подобри целокупната работа на новинарите, меѓутоа ако сакаме ние, новата влада и сите останати засегнати страни да имаат подобар имидж за Македонија пред светот, нужно е да се вратиме со оние основни работи и да почнат да се санкционираат оние кои што ги прекршуваат правата на новинарите. Да. Што правило ситуација која што не се знае, основно да познаеш. Ќе чекат истрага, кој што чекам беше 2-3 години јас. Знаете што ни Нема ништо. Борам за полиција. Да, кога разговаравме последен пат со министрот за внатрешни на оваа тема, до кај се истрагите, бидејќи знаете како малку е чудно во 2017, 18, 16 година да имаме напад на новинар
на јавен простор во строг центар на главен град на една земја и тоа да не биде регистрирано од ниту една камера, ниту пак од ниеден очевидец, ниту пак сите докази, без разлика дали е тоа шише, чаша, флаша или било каков предмет, да нема никаков отисок. Едноставно не може да не убеда дека тоа е случај. За жал не известија дека тие некои случаи што се случиле во последните години, зборам пред 2017 година, имаат проблем да ги истражат, бидејќи според нив има индиции дека дел од тие истраги се и на еден начин со тенденција сработени на начин кој што не треба да бидат сработени. Уште еден дополнителен проблем е фактот што да не забораваме дека понекогаш мислам дека имаме околу 10 случаи од тие 55 каде што жртви или нападнати новинари биле во услови кога тоа го направиле службени лица. Знаеме дека имавме протести повеќе од година дена, речиси секој ден, и на неколку од тие протести ќе потсетам на палењето на или на демолирањето или уништувањето на дел од канцеларијата на претседателот на државата на Рекорд, неколку новинари, не само на тој инцидент и на други, беа повредени физички од страна на припадници на МВР. На нашето барање и инсистирање да се направи интерна дисциплинска мерка, веќе ние веднаш сме ги потегнали тие правни лекови, барање до комисија, односно до сектор за внатрешна контрола се откриат кои се тие. На нас не беше за жал укажано дека интерната процедура или протокол на МВР кога станува збор за внатрешна истрага ги ограничува да направат истрага за случај што е постар од 12 месеци. И со тоа тие го сметаат случајот како затворен. Се дека ова не го промениме како пракса, за жал тие случаи ќе бидат отворени и ќе постојат како нерешени. Затоа инсистираме да овие ги сватат малку посериозни, да не се зацкриваат зад процедурите и да не се пренесува топката на некој друг претходник, бидејќи тој ги уништил доказите, тука се направат напори сите случаи да бидат откриени. Фокусот барем на ЗНМ во последниот период, а и во иднина ќе биде на сусот како новинари како тоа се спречи, меѓутоа сум тука да разговарам и на други теми за кои што вие сакате да поставите одделено прашање или коментар. Благодарам. Цивил беше мета на грабеж веднаш после 27 април. Имаме многу причини врз основа и на одредени укажувања од внатре дека било таргетиран напад на нашите канцеларии. Нема никаков одглас после тоа од властите. Едноставно истрагата ја нема, не постои истрага за тоа зошто и како е извршен грабежот и да се најдат виновниците, а беше собран доказен материјал од лице место од нашите канцеларии во смисла на отпечатоци и други трајки. Така што ова е само еден од примерите. Имаше физички напад на наши представници како представници на Цивил во вршењето на нивната работа на терен. Меѓутоа исто така и напад врз наш соработник, новинар на редакцијата Цивил медија имаше. Меѓутоа никаква сериозна правна разврска од тоа нема до сега. Напад на новинар од центар на градите Катовски. Тоа што јас не бев дел од тие што требаше да нападат од центар на градот или било каде, тоа што тие луѓе што напаѓаат случајно или намерно, природа на работата не познаваат. Меѓутоа тие што уставна држава не ме познаваат, дојдат и влега во родениот дом сам, не става кеса со физиолошки распад, со цревци и со игла, значи да има пакет по рака. Тоа беше летото 2015. 26 јули. Веќе на 17 март, значи на мојот роденден следната година, имаш обид да ми чисто бења се прави, значи не е земено ништо не е земено. Значи безумно е во гаража, шкано, прајно се, ништо не е земено, но веќе следната година, значи година дена, помалку година дена, после на државна прага, ми гледа повторно, се ми кршеа влезната врата од гаража. Буквално кршена и имал обид да пале. Искршено е тама толку за да може да се извади од внатре брава. Кога виде полиција да шири да убедува дека некој сака да краде. Кажа дека ова не е случај, дека ова дека веќе постои тенденција, постои намер. И дека веќе има веднаш ке пријавено да беа властен упад во мојот дом. И река, абе да, ќе завршиме работа. Не дека не заврши. 2015 и 2016 веќе давно заврши. Пред да предложам Пред да предложам, да. Така е.
Ще буде повише пула да се прекрши целата работа на Заканите неа. не престануваат. Овој кога знаеш кој ти се закана, лошо кога не знаеш кој ти се закана и кој ти гледа подобро. Ето е лошо. И тоа може да се открие, колега Станковиќ. Значи, и тоа може да се открие или може многу лесно да се најде трагата како од каде, од која кујна се подготвуваат тие напади. Инаку заканите, оние вербални закани, може би со смален интензитет, сепак продолжија и во изминатата година и на почетокот на оваа година, на сметка на новинарки и новинари или на активисти и представници на граѓанското општество. Со тоа би сакал да ве замолам за малку трпение да ви представам што направивме во изминатите 5 месеци во доменот на проектот. Пред се да ви кажам дека е некаде над 80 страници материјал подготвивме до сега, веројатно конечната верзија по овој настан ќе стигне и до 100 страници материјал кој ќе биде на располагање на јавноста во наредните денови. И мислам дека со тоа ќе дадеме еден придонес за подобрување на состојбите во доменот на слободата на изразувањето како поширока категорија, а се разбира во медиумските слободи. Она што е важно за денеска за мене како задача е да ви ги дадам пред се препораките кои произлегоа од овие наши активности во изминатите 5 месеци, а потоа се разбира би можел да преидам и на детали во врска со тоа. Прва и основна препорака, како што и претходниот говорник говореше, како што имаше и други би рекол интервенции во јавноста во изминатиот период, непосредно пред овој настан, беше токму неказнивоста. Значи, прва, најважна, најитна препорака што ја упатува Цивил Центар за слобода во иста линија со низа други невладини организации во Македонија е токму завршување или престанок со неказнивоста. Мора да се сопре неказнивоста на оние што на било каков начин ја загрозуваат слободата на изразувањето и медиумските слободи, а со тоа и безбедноста на новинарките и новинарите. Тоа што е важно понатаму во овој сет на препораки е како втора, исто така важна препорака е дека јавниот сервис мора конечно да и се врати на јавноста, односно јавноста си го земе јавниот сервис назад. А сите што се одговорни, тоа не смееме да го заборавиме, сите што се одговорни за ерозијата на медиумските слободи да се соочат со правни последици во најскоро можно време. Јавниот сервис исто така е дел од процесот кој го отворија и реформските зафати на новата влада. Првиот и најдлабок реформски зафат кој го направи владата беше да го постави стариот директор на јавниот сервис, што е многу симптоматично и кажува колкава е решеноста на структурите кои донесуваат одлуки да спроведат навистина сериозни реформи. Третата препорака е да се изврши еден посериозен зафат, да се зајакне независноста на медиумското регулаторно тело АВМУ, а телата за медиумска саморегулација да добијат соодветна поддршка од институциите на државата без условување и без коруптивни потези. Ова се подразбира дека мора да се почитува правото. Владењето на правото е дел од слободата на медиумите и безбедноста на новинарките и новинарите. Тоа е во рамките на оваа препорака нешто што се подразбира самото по себе. Понатаму, четврта препорака е политичките партии, институциите на локално и национално ниво и бизнисот мора да ја
почитуваат слободата на изразувањето и медиумските слободи, соодветно на уставните, законските и меѓународните правни норми и стандарди. Колку и да звучи излитено оваа фраза, оваа препорака, сепак мора да знаеме дека дојдовме до одредени граници на толеранцијата, кога ако ова не почне да се случува во најскоро можно време, ако не видиме сигнали кои институциите ќе ги дадат во насока на владење на правото, ние на вистина ќе одиме уште подлабоко на сите можни ранглисти, а се разбира ќе престанеме и да сметаме дека во Македонија воопшто постојат и медиуми. Туку ќе бидат само едни обични огласни табли на центрите за моќ, било да се тоа политички, бизнис или криминални центри на моќ. Петта препорака е законската регулатива мора да се хармонизира со потребите на медиумите и со потребите за саморегулација на медиумите. Законите кои ја регулираат медиумската сфера мора да се во чекор со времето и потребите на граѓанките и граѓаните, а не на центрите на моќта, односно да бидат општествено одговорни и вистински артикулатори на јавниот интерес. Шеста. Финансиската независност на медиумите е услов за медиумската слобода, но и слободата на изразувањето во целост. Коруптивното влијание на политичките и бизнис центрите на моќ треба да се идентификуваат и да се спречат со законски мерки и максимално почитување на професионалната етика. Мора да се креира овозможувачки амбиент во општеството во кој слободата на изразувањето, медиумските слободи и активното граѓанство се третираат како ресурси на општеството и државата за демократски развој и владење на правото, а не како непријателски напади. Мора да се води сметка за образованието и обуките за подобрување на вештините на новинарките и новинарите, кои ќе бидат во согласност со новите технологии и со новите глобални трендови во медиумите. Девета. Изминатиот период бележи подобрување во доменот на соработката меѓу граѓанското општество и медиумите, но тоа ни оддалеку не е на потребното ниво. Постои многу неискористен простор за суштинска и содржајна соработка меѓу двата сектори, особено ако се земат предвид глобалните трендови во оваа сфера. И како надврзување на претходната и 10-та итна препорака, Цивил Центар за слобода препорачува и насочување на донаторската заедница кон суштинските потреби на медиумите за деполитизација, професионализација и независно работење. Ова особено во поглед на една низа програми кои нецелосно ја поддржаа независноста на медиумите и преку огромни суми пари сепак не видовме некое поместување во доменот на квалитетот, а особено независноста на медиумите. Подиректно, поискрено кажано, донаторската заедница понекогаш изгледа дека не препознава кои се вистинските потреби на медиумите. Па преку спунтови, односно посредни ентитети или невладини организации, организира тренинзи за новинари кои се супер искусни и супер професионални, организира одредени семинари кои што се наменети за едно теоретско потврдување на веќе усвоените материи во овој домен, а медиумите и понатаму продолжуваат да мачат мака со основни потреби за да обстанат воопшто, а да не зборуваме за нивно независно работење. Овие препораки би сакал да истакнам дека се дел или се сублимат, уште поточно, сублимат од она што вие го говоревте, колешки и колеги, во изминатите 5 месеци во кои вие зборувавте во форма на интервјуа, видео интервјуа и одговаравте на прашања кои ги постави тимот на Цивил Медија. Тоа се разбира дека е и резултати од долгогодишното залагање на Цивил за слобода на изразувањето и медиумските слободи. Почнувајќи, само во последните 8 години, Цивил има некои десетина наслови на поголеми
и помали публикации во кои говори меѓу останатото или пак фокусирано за медиумските слободи, за проблемите во медиумите, за слободата на изразувањето, а се разбира и за сите останати аспекти кои ова го подразбира и овој проект ги елаборира во еден фокусиран и сублимиран начин. Тоа што е важно за мене денеска на почетокот на оваа наша средба е да потенцирам и дека освен овие интервјуа со над 60 учеснички и учесници, значи уредници, новинари, дописници и други категории медиумски работници, како и представници на граѓанскиот сектор, експерти, активисти и активистки, дадоа на вистина многу драгоцен материјал и тие одговараа во принцип на 4 прашања. Тоа се нивните ставови за слободата на изразувањето, медиумските слободи и активизмот, нивните соочувања со притисоците од политичките и бизнис центрите на моќта и за тоа како тие се справиле со нив. Понатаму се говореше со вас за нивото на медиумски слободи во Македонија и секој од вас даде одредени препораки за подобрување во овие домени. Значи, препораките кои денеска ги испраќаме до јавноста и до институциите се токму произлезени од оваа работа. Работата со која вие се занимававте, додека ние исто така се обидовме дел од тоа да забележиме и да собереме во форма на интервјуа, како и сите останати тимови во изминатите неколку години. Освен вас, во овој проект влегоа и над 200 граѓанки и граѓани од цела Македонија, низ видео анкетите кои тимот на Цивил ги спроведуваше. Дел од нив и од нивните изјави се веќе објавени на нашиот YouTube канал, на нашата медиумска платформа и може да се каже дека тие се исто така еден интересен, многу важен барометар за тоа како тие гледаат на медиумите, на слободата на изразувањето на медиумските слободи. Ќе кажам неколку збора во тој домен веднаш потоа. Интересно е да забележам дека опцијата анонимност, која ја има сите учеснички и учесници во интервјуата, беше многу малку, минимално би рекол, употребена, бидејќи најголем дел, ако не и сите, соговорнички и соговорници едноставно немаа никаков проблем да кажат се што мислат, се што искусиле во камера, пред камерите и не криејќи ништо говореа многу слободно. И заради тоа и насловот на овој дел од нашата публикација се зборува дека говорите слободно. Она што е интересно е сепак во доменот на анонимноста, односно волјата да се зборува за овие теми, е дека некои добри 20 поканети учеснички и учесници рекоа не, воопшто не сакаа да зборуваат. И тоа е секако еден индикатор кој понатаму може да се анализира. Тоа може да произлегува и од нивната недоверба кон носителот на проектот, меѓутоа исто така може да зборува и за нивен страв да проговорат јавно за овие теми. Збор 2 за наодите би сакал да додадам. Пред се, важно е да се знае дека овој проект доаѓа во период на тектонски политички и општествени промени. И тој се спроведува од октомври 2017 до крајот на март 2018 година. И тука забележуваме безброј слабости на институциите, меѓутоа и слабости на општеството. Исто така, забележуваме недоволно решителна транзиција на моќта и бавна трансформација на општеството од заробено во демократско и слободно. Проектот исто така завршува во време кое можеме да го означиме и како
институционално и обштествено лимбо, во кое се заглавени и спротивставени потребите и надежите од една страна и тегобната реалност на состојбите, инертноста и старите навики од друга страна. Ова е многу сериозна забелешка и порака до целата јавност да се разбира и до структурите на моќта во земјата. Ова политичко и обштествено лимбо не може да трае предолго, доколку не се преземат сериозни чекори и нешто што ќе предпоставува исполнување на овие препораки, тогаш нашиот пад надолу ќе биде уште побрз отколку во претходните десетина години. Во годината по предвремените парламентарни избори во декември 2016 во земјата се почувствува навистина попуштање на стегите кои ги наметна авторитарниот антидемократски режим на Груевски. Тоа мора да се истакне, но исто така беше проследена и со грчевит отпор на антидемократските центри на моќта кои ги гледаме и денеска во генерирање на нестабилност, тензични локални избори и проблематична транзиција на моќта. Во такви услови, поголемиот дел од медиумите одиграа неславна улога и останаа верни на принципот еднаш провладини, секогаш провладини. За тоа време, статусот на новинарките и новинарите не се промени многу. Иако генерално се чувствува здивот на слободата и интензитетот на негативните трендови попушти, сепак притисоците, уцените, вербалните и физичките напади останаа, како и ниските примања на новинарките и новинарите, што и понатаму представува една од алатките за манипулација и притисок врз нив. Соговорничките и соговорниците на Цивил сведочеа за голем број притисоци во текот на владењето на претходната власт, но голем број од нив зборуваат и за суптилни и не така суптилни притисоци во периодот потоа. Тие во детали говореа за нивното разбирање на слободата на изразувањето и медиумските слободи, како и за активизмот и граѓанското учество. Медиумите имаат капацитет, но и повикани се да придонесуваат кон јакнење на слободата на изразувањето, медиумските слободи и активизмот. Ние сме новинари, тоа е нашата основна професија. И најдобриот начин да го правиме единствениот начин тоа да го односно да ја поддржиме слободата на изразување е всушност да ја практицираме слободата на изразувањето секојдневно. Тоа е само еден дел од цитатите кои ги извадивме за денеска и кои ќе бидат доставени по оваа средба. Тоа беше цитат од интервјуто со Бранко Геровски. Понатаму, активистката Симона Спировска вели: "Не мислам дека по секоја цена треба да се премолчува секоја грешка на новата влада, само за да не се врати ВМРО. Крајната цел е сите да се опаметиме. Крајната цел е да ги застапуваме вредностите за кои се боревме." И така натаму. Она што за крај од моето презентирање на овој проект би сакал да го кажам е дека најинтересно е како реагираа граѓанките и граѓаните на улиците додека ги вршевме видео анкетите. Тие во најголем дел не им веруваат на медиумите. Би рекол дека учесниците во овие интервјуа кои ги споменавме се поголеми оптимисти отколку нашата публика. Тие велат, еве ќе цитирам еден од тие навистина бројни луѓе кои решија да зборуваат пред камерите на Цивил медија, вели: "Медиумите се што ќе кажат, лажат." И толку беше интервенцијата. Таа може да се најде и онлайн. Меѓутоа, во еден друг цитат, еден граѓанин вели: "Новинарките и новинарите треба да се запрашаат дали има слобода во медиумите." Во една крајно цинична, иронична форма искажана критика, многу сериозна до медиумите во Македонија. И тоа е нешто кое мора да ги замисли сите. Од собствениците на медиумските бизниси до
новинарите и дописниците и сите медиумски работници. Еден голем дел од луѓето не сакаа воопшто да зборуваат пред камера, бидејќи, како што кажаа, мислам дека 1/4 од нив, тоа го има во анализата, 1/4 од луѓето едноставно не сакаат да зборуваат пред камера, меѓутоа сакаат да зборуваат во неформална комуникација. И тие таму своето несакање да зборуваат пред камера го образложуваат со страв од реперкусии. Тоа нам не е показател дека стравот се уште постои. Стравот од јавно искажан став е се уште присутен. За тоа да се искорени, за да добиеме навистина слободни медиуми и слобода на изразувањето, треба ние сите заедно да работиме. И невладините организации, меѓутоа и медиумите. Во таа смисла, препораките, уште еднаш да се вратам и со тоа би завршил во овој дел, препораките кои денеска ги упатуваме, а кои се сублимат од над 60 интервјуа со важни чинители и носители на медиумската и граѓанската активност на секојдневна основа, мора да се сватат многу сериозно. И први што треба тоа да го разберат се токму институциите, а секако и политичките партии, кои се уште не се излезени од најдлабоките пори на институциите, односно кои се уште ги раководат тие институции врз основа на политички, а не правни премиси. Фала. Повели. Ајде се една аналогија да ми изведиш од дека рече дека 1/4 од граѓаните сакале неформално да разговори, но не и формално да разговарат. Сега спомна 60 души активисти, новинари, така како даде интервју, меѓутоа 20 души рече го одбија. Да. Тоа е 1/4. Како види и толку, кај ви постои страв од јавно искажан глас. Тоа е всушност одлична забелешка. Да, и ваму и таму имаме отприлика 1/4 луѓе кои и навистина многу интересно е како ја повлече токму оваа паралела, имено. Повели. Ние не сме повикати на слобода. Городниот филм е 1/4 вредност кој се поддржува од коментари, но 1/4 и активисти, експерти, така натаму. Што е причината тие да се вржат? Да. Тоа е многу сериозно прашање и навистина мислам дека тука се работи за страв, неволност да се говори. Видете, секогаш, особено во доменот на интервјуата, кога ние ги организиравме интервјуата, пардон, секогаш постои можноста тој што е поканет да зборува пред камерите на цивил, може би едноставно нема доволно доверба или пак не сака од други причини да зборува. Значи, тука оставаме една маргина во која можеме да процениме и бидејќи ги знаеме и имињата на тие што одбиле, можеме да процениме дека тоа е една таква позиција која е повеќе политичка отколку е што е во однос на самата тема. Меѓутоа, пак ќе кажам, еден голем број од тие што одбија сепак според наше видување одбија токму од страв. И одлично е прашањето, Љубиша, зошто тие, бидејќи тие се најповикани. Ја поставам прашање, ќе кажам зошто потребно. Зашто очекуваме нели такви какви што сме да извршиме влијание кон она 1/4 граѓани, да ги ограбиме и така натаму. Дали мислите дека со оваа 1/4 која што дека ни манјкат, ќе успееме да ги ограбиме граѓани? Затоа го поставам прашање. Кога самите тие кои што треба да ги ограбиме се победуваат. Драган, што мислиш ти? Ова е навистина добро прашање. Не може да се одговори. Драган, ако имаш нешто, ако не, Гајдов. Би можел, ама може ќе се надоврзам на вашето прашање. Имам коментар на вас сепак. Да. Или? Да. Океј, вака. Кога работиме во рамки на здруженијето со интервјуа,
Отприлика и ние го имаме тој квантум на одговори или не одговори. Значи од 20 на новинари, 5 сакаат да се анонимни, 15 сакаат да се јавни. Генерална забелешка. Но многу често зависи од типот на прашањето. Секогаш кога имаме прашање што е поврзано со евентуален притисок внатре во редакција, значи од страна на уредник, директор на медиум, тогаш процентот на новинари што сака да се анонимни е поголем. И тоа е особено приметливо ако разговараме со новинари што доаѓаат од внатрешноста, значи од помали средини кај што живеат. Бидејќи таму притисокот е многу подиректен. И за жал, тоа е навистина жалосно, имаме сериозни констатации, наоди, искази од голема група на новинари што се од внатрешноста пред се за неверојатни притисоци од страна на менаџментот на малите медиуми. И тие не сакаат да ние говориме во нивно име, бидејќи на тој начин ќе го извадат и тоа малку што го имаат. Само еден пример ќе кажам. Неодамна новинар и новинарка, после работилница какова, имаме неформална дружба и тие ми велат: знаете, нашата шефица ни дава плата 22.000 денари. Нето пријавени сме. И јас велам: во ред, тоа вие сте стрикни или не? Па тоа, да, за нашиот град тоа е добар просек, меѓутоа ние мораме да им вратиме 10. Викаме: како тоа го правите? Вика: па картичките што се од нашата банка, никогаш не сме ги виделе. Таа ракови со нашите картички. Кога таа ќе ни пушти плата на први, иде на банкомат, ги зема тие 22.000 денари, на нас ни дава по 12 на рака, 10 се зема таа. И јас велам: а зошто ти не ја земеш картичката? Таа е твоја картичка, така? Да, меѓутоа јас ако ја земам ќе останам без тие 12. Велам: тогаш може ли ова го кренеме на ниво на јавност, ова е скандал. Но тие велат: знаете што, ако тоа го направите, јас знам дека имате добри намери, меѓутоа верувате ќе изгубиме и таа работа што ја имаме. Вакви приказки постојат многу и за жал поради целиот социоекономско преживување кој што ние живееме, многу ретко некој се охрабрува да го каже тоа, а ако се охрабри, само сака да се улесни сам на себе, а без при тоа да има ефект. При тоа да се надоврзам на ова со кеш парите, дописници на национални медиуми кои според програмските шеми можам да заклучам, еве, нека бидам и лаик во таа сфера, сепак и не сум, се медиумски куќи со сериозни профити од реклами, од спонзорства и комерцијални активности, сепак на своите дописници им даваат 4, 5, 5.500 денари за вредната работа која ја работат во текот на цел месец. Значи не по прилог, туку за цел месец. Тоа се непристојно ниски примања. Непристојно ниско примање за новинар би требало да биде и нето платата, па таман целата да ја земе оваа што ја спомна Драган, 22.000 денари. А да не зборуваме за тоа што и таа се преполовува и се исплаќа во кеш. Тоа е навистина без преседан. Она сила во општеството, новинарките и новинарите, од кои треба да се затресува секојдневно целото општество, или пак да следи некаква порака или пример, токму тие се ставени во една крајно понижувачка и послушничка позиција. Тоа не знам како би можело да се реши, меѓутоа имаме уште еден говорник на кој јас му улетав пред да интервенира во ова прашање.